Почитувани гледачи, имам чест да разговарам со Антон Хрибар, проектен менаџер на реномираната компанија Рудис од Словенија. Рудис од Словенија пред речиси една година со Елем од Македонија подпишаа договор за изработка на физибилити студија за намалување на прашината и десулфуризација на термоелектраните во Република Македонија. Господине Хрибар, најпрво ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Како што веќе најавив, имавте подпишано еден договор за изработка на физибилити студија. Ајде најпрво да им објасниме на гледачите што се вклучуваше изработката на оваа физибилити студија. Да, накратко, ова студија треба да обухвати одабиране технологија за смањење прашине и сулфура у издушним гасовима. Исто треба предвидети могуćности финансирања и економски дио, значи трошкове и све остало што е стандардни садржај едне студија. Овој договор кој го подпишавте пред една година опфаќаше две фази, односно избор на постапка и изработка на студијата. Како сето ова се одвиваше во текот на изминатата година? Тако е. Почели смо са компаративном анализом, значи веќе инвеститор одредио да треба одабрати еден од могуćih трех калцитних поступка, значи сухи, полусуви и мокри. Према нашим истраживањама и действима кои се ту убитоли била исказана, на крају пала одлука за мокри поступак. Значи да се адитив за десулфуризација користи кречњак, а не креч као рецимо у неким другим поступицима. На кој начин ќе биде спроведена оваа водена постапка? Ми смо предвидели и унутар ове финалне разградне студије за мокри поступак у више фази. Прва фаза е смањење прашине, значи реконструкција потребна електрофилтера, jer će se i gradnja vršiti fazno, pa smo trebali već posle izgradnje filtera obezbediti zakonski predpisane vrednosti. Znači, cilj nam je bio da je na izlazu iz filtera prašine manje od 20 mg po normnom metru izdušnih gasova. U drugoj fazi će se graditi desulfurizacija, znači postavit će se dva apsorbera u kojim će se vršiti desulfurizacija po propisanoj tehnologiji. Mi smo isto provjerili mogućne vire financiranja i troškovnik za taj projekt smo odradili. Ono što mora da go napomeneme je дека студијата е работена за зафати кои ќе се работат во иднина. Значи земено е како основа сам почеток на ископ на експлоатација на јаглен. Mi smo dobili od investitora plan eksploatacije rudnika, tako da znamo kakva kvaliteta uglja se očekiva u budućnosti do kraja životnog veka elektrarne, koji je za sad predviđen narednih 25 godina. Na osnovu toga smo odredili količinu sulfura u uglju i adekvatno pravu tehnologiju. Tako da možemo i već sad napomenuti da je smanjenje puštanja sumpora biće više od 100 puta manje u vazduh. Она што исто така мора да го споменеме е која е крајната цел од спроведувањето на еден ваков проект. Нели ова е само старт, една студија која е изработена за што понатаму ќе се работи, меѓутоа она што секако верувам дека многу ќе ги интересира гледачите е која е крајната цел на еден ваков проект. Прво, prema propisima mi trebamo obezbediti, kao što smo već spomenuli, prašinu ispod 20 mg i emisija sulfur oksida ispod 200 mg po normnom kubičnom metru izdušnih gasova. To nam je cilj. Onda imamo cilj da se poboljša stanje životne sredine. To ćemo baš sa tim postići, jer recimo po našim procenama eksternalije, znači eksterni troškovi koje povzrokuje eksploatacija u elektrarni
su 10 puta viši od troška ove investicije. Tako da recimo elektrana sama neće imati nikakvog profita jer za njih je to čisti trošak, ali za društvo i okolino, recimo državu Makedoniju, to bit će veliki dobit. Kade se prethodno imate работено вакви студии и проекти и каде се веќе спроведени? Naša firma već je odradila i implementirala već 3 projekta, jedan je u toku, tako da imamo dosta referencija iz tako projektiranja, pripreme studije i tako izvođenja, tako da vjerujemo i to smo i danas na prezentaciji u termoelektrani dokazali da je studija odrađena na pravom nivoju koji slijedi. Како што веќе споменавме, оваа студија ја презентиравте пред надлежните во РЕК Битола. Да. Дали имаше прашања нели во однос на презентацијата и на што најмногу се однесува овие прашања? Pa da, normalno, to su uglavnom tehnička pitanja jer radna grupa iz termoelektrane Bitola, to su inženjeri pogotovo i njih najviše zanima šta to znači za rad i eksploataciju kad se to implementira. Mi smo na sva pitanja pokušali najbolje odgovoriti i na kraju smo se usaglasili da je nužno da se ovaj projekt izvede do kraja.